Отворен Балкан е новата реалност која што треба максимално да ја искористиме за развој на туризмот, а за тоа како држава сега ни е потребна нова стратегија за овој сектор, која ќе биде адаптирана на 12 милиони потенцијални посетители. Сепак за да се создаде оваа државна стратегија, таа треба да се базира на локалните стратегии за развој на туризмот на секоја општина поединечно. За жал кај нас се уште има општини без вакви стратегии. Мораме да имаме нова стратегија, мораме да имаме нов закон за туристичка дејност, мораме заеднички да работиме на локално ниво, да ги зајакнуваме нашите редови и зошто да не руралниот туризам во наредните неколку години да не донесе повеќе милиони ноќевања. Тоа ќе значи поголем број на работни места, тоа ќе значи повеќе млади луѓе кои што ќе останат на своите огништа и секако намалување на миграцијата. Општина Прилепа во последните десетина години го најде својот рецепт за привлекување на странски туристи, а тоа се фестивалскиот и авантуристичкиот туризам. Пивофест, Војдан Чернодрински, Карневалот Прочка, Фестивалот Пеце Атанасовски, болдерингот, параглайдеризмот, мотокрос трките, даунхил надпреварите привлекуваат илјадници гости од целиот свет. Но сепак за подобар развој на овој сектор недостасува одделение за туризам во општината. Нели самото одделение и вработените, че може да се изготват конкретна една стратегија за туризам, че можат сите вработени во тоа одделение да се обучат, да посетуваат настани меѓународни или локални тука кои работат туризам, односно да го представат пред пошироката јавност. И од општина Крушево шансата за што е можно повеќе туристи ја гледаат во авантуристичкиот и конгресниот туризам, по кој што е познат овој град, но велат дека е потребна и подобра инфраструктура. Со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ние искомунициравме досега и разменевме одредени податоци и мислења за изработка на национална стратегија за туризам. Адресиравме на некои проблеми, потреби кои што можеби треба да влезат во новата национална стратегија, тоа е како што се на пример регионалните патишта, магистралните патишта кои што сметаме дека би требало да се подобрат. За 2022 година во Македонија се очекуваат 2,6 милиони ноќевања и нешто повеќе од 400 милиони долари приход од туризмот.